овде во студиото можем да ви кажам дека е доста забавно и доста бучно, затоа што имаме многу представници од едно училиште, станува збор за Основното училиште Александар Македонски од Скопје, поточно аеродром, најточно Ново Лисиче. Ќе зборуваме за еден проект кој што беше долго подготвуван и на крај крунисан со второ место на националниот надпревар по едукативна роботика. Дали точно си го научив текстот? Добро. Значи, не знам што да кажам прво, дали добро утро или честитки за наградата, но ајде ќе одиме поред. Прво добро утро. Овде во студиото ни се наставничкиот Основно училиште Александар Македонски, но ова утро во улога на менторки на овој проект за кој што ќе зборуваме. Одиме поред. Елена Манеска, добро утро. Добро утро. Магистр Благица Кузмановска. Добро утро и од мене. И Снежана Андреевска. И со еден збор ќе ги кажам само Philips Revolution. Така, дечките, дел од нив. Затоа што целиот тим е невозможно едноставно да го сместиме во студио. Ајде тогаш преоѓаме на честитките, нека ви е честито. Но за да знае и публиката за што честитаме, да се започнеме со проектот, односно со целата приказна. Како започна целата приказна? Ајде, Благица, ќе започнеме со вас. Најпрво сакам да искажам благодарност за поканата во името на тимот и во моје име. Оваа приказна започна во декември 2024 година преку донација од родител и од компанијата Бехтел и секако со поддршка и помош од нашата директорка Маја Буклеска. Работевме интензивно, се подготвувавме во сите категории: роботска игра, роботски дизајн, иновативен проект, основни вредности. Учениците работеа напорно и го вложија сет свој труд и напор за да стигнеме до ова до сега каде што сме. Овде сте тројца од менторите. Поголем е тимот на ментори, така? Да. За колкава бројка станува збор? Тимот брои 7 членови, заради условите ние дојдовме само 3. И сега, каква е улогата, задачата на менторот во овој проект? Добро, вие договорите си се. Да, улогата на менторот е најпрво да ги обедини, да поттикнува, да мотивира, да насочува, па и да помага. Затоа што се работи за изработка на мисии, изработка на роботот. Сето тоа бара многу труд, многу време, многу посветеност. Има помош и поддршка навистина голема од нас во целиот процес на подготовка. Како течеше процесот на подготовка? Подготовката на еден робот ни требаше 2 месеца да го склопиме роботот. Нормално тестирање, анализирање на самиот робот, многу часови вежба, труд од страна на учениците и на крај нормално финалниот производ, каде што добивме еден прекрасен робот кој што ни овозможи да ги завршиме сите мисии поставени на роботската маса. Ова, да разјасниме се, е составено од Лего коцки. Лего коцки, да. И ова е само дел, затоа што гледам кај учениците роботот. Пехарот е ова. Пехарот, да. Ова што го добивте на самиот надпревар. Одлично, ајде тогаш да видиме како течеше самиот надпревар. Самиот надпревар се одржа на 1 март во Diamond Mall. Учествуваа 23 тима од цела Македонија. Сите се представија во 4 категории. Првата категорија беше представување на основни вредности, на иновативен проект, истражувачки проект, роботска игра и роботски дизајн. Макотрпна работа во текот на целиот ден, неизвестност, очекување ке учениците, дали ќе победат, дали нема да победат. И на крај беше она најубавото, прогласувањето, каде што го освоивме апсолутно второто место во апсолутна категорија и кога не прогласија дека заминуваме да се надпреваруваме на светско првенство во Грција. Тоа беше нашиот најголем успех за целиот труд што го вложивме со овие ученици. И се исплатеше. И се исплатеше. Кои беа критериумите, да речеме, што се оценува на еден ваков надпревар?
Новој Ајде јас пак. Ако да. Новој надпревар се оценуваат тие 4 категории што ги спомнав. И добро, што беше клучното за успехот, да речеме? Тимската работа. Аха. Тимската работа, онаа посветеност нивна, како они се однесуваат, дали соработуваат, дали поддршка си даваат, дали ги слушаат и сами, не да ги слушаат, ние менторите ги насочуваме. Не ги сугерираме. Меѓутоа, целата нивна посветеност, целата нивна доверба што ја имаат, е клуч на успехот што го достигнавме на овој надпревар. Има еден исто така многу интересен дел, не знам кого да го прашувам тоа, дали вас или самите ученици да говорат, а тоа е тој истражувачкиот дел, односно Од нив да почнеме? Ајде, ако преминуваме на нив, ајде прво тогаш да ни се представа, да видиме кој е тимот Philips Revolution. Здраво, јас сум Давид Галовски од Основно училиште Александар Македонски во поточно аеродром, поточно рионски центар. Добар ден, јас сум Милена Станчевска, исто од училиштето Александар Македонски. Добар ден, јас сум Јордан Георгиевски, исто од Александар Македонски. Добар ден, јас сум Меглена Попова и како и сите јас сум од училиштето Александар Македонски и сакам да го поздравам цело моје одделение. Одлично. Јас сакам да ви честитам, дечки. Јордан, претпоставувам дека тоа што го држиш во рака е ќе преминеме повеќе да ми кажеш за него, подоцна, но дали е тоа целиот робот или е дел од роботот? Тоа не те разбрав, прескан, немавме многу време. Ова е дел од роботот, бидејќи ги извадивме дел од атачментите што треба да стојат на роботот, ама ова е финалниот продукт. Финалниот продукт, за него тогаш на самиот крај, ајде прво да видиме како се екипиравте вие. Имаме и уште други членови, така и нив да ги поздравиме. Како се собравте, да речеме, дали требаше некој критериум да се исполнува за да се стане дел од овој Dream Team? Микрофончето, да. Мислам, ние те слушаме, ми гледачеве те слушаат, да. Посебен критериум нема. Менторите дадоа шанса на секој кој што сакаше да учествува во ова. Па така секој проба, но тие што ги интересираше стварно остана до крај и нашата дружба не донесе до тука каде што сме се поделивме. Секој го правеше тоа што него му е убаво. Никој не беше присилуван да прави нешто што него сака или било што друго. Од 60 ученици пријавени, самите се изфилтрира и останаа 14 што се пронајдоа во тоа дека можат да го сработат. Принцип на елиминација и на крај си се селектира. Природна селекција. Одлично. Кој дел од целиот овој процес ви беше најголем предизвик, така да речеме? Па, најголем предизвик беше да го склопиме времето за тренинзи со училишните обврски, бидејќи сепак имавме и од училиште некои обврски што требаше или активности. И ние бидејќи сакавме многу да одиме на роботика, и сите правевме време за да отидеме, нели, да присуствуваме таму. Колку често работевте секојдневно? Не. Да, секој ден работиме по 2 часа отприлика. Кој колку може ќе остане и нели сите правиме се заеднички. Но да, најтешко беше за да го склопиме тоа термините со нашите училишни активности. Снежана, ова е вашиот дел каде што сакате да објасните, така? Да, јас сакав да кажам дека сите знаеме дека патот кон успехот води само со постојана континуирана работа, дека постојано треба да се надополнуваат едни со други, поддршката меѓусебно која што си ја даваме и нивната постојана комуникација. Учениците се подготвува, работеа на роботската маса и секојдневно по неколку часа во денот во период од неколку месеци и сето тоа вроди со плод, така да успехот беше загарантиран исклучиво заради нивната дисциплина, нашата посветеност, поддршката која што си ја дававме меѓу себе, а исто така и успехот е како резултат на визијата и целта која што си ја поставивме пред почетокот на надпреварите, да знаеме што сакаме, а кога сите го сакаме пехарот и успехот за целиот тим и училиштето, ние сме многу благодарни што имавме можност да се вклучиме во ваква активност и надпревар од вакви светски рамки.
Јордан ќе го ставиме на крај со самиот проект. Меглена беше така? Не да ја слушнам. За истражувачкиот дел. Мене пак лично, дали дека ми е најблиско тоа во врска со истражувањето, колку што разбрав, главна хероина во целата приказна е една риба која што се наоѓа пред исчезнување, загрозен вид. Ајде да слушнеме повеќе. Најпрво, нашиот тим се подели и почна да истражува во врска што може да биде нашиот иновативен проект, поопширно во таа смисла. И кои ви беа опциите? Претпоставувам имало повеќе предлози? Па ние работиме на тема спасување на океаните и мораше да биде нешто поврзано со тоа, нели? И ние дојдовме до заклучок и ја пронајдовме најретката и најзагрозениот вид на риба, таа е рибата вакита. И тоа всушност ние не знаеме како ќе делува на екосистемот. Па нашиот тим се обедини и ние одлучивме да користиме GPS технологија. Мене ова сега како шпанско село ми делува. Значи, планот е, претпоставам, микрофончето ако може сега повторно да го завртиме, на некој начин технологијата и искокнува на помош на природата, така некако му доаѓа преку технологија да се заштити и природата. Да. Тоа ви беше. И како сега со GPS да се бара таа риба да се заштити? Па не, да се најде рибата е тешко, нели, зашто е ендемичен вид, тоа значи дека не можеме да закачиме на неа, така, не е тоа планот, некој чип да ја закачиме. Па од прилика треба прво да се најде единка од видот, која нели е загрозена. Потоа пополека да се намести чипот во долниот дел од перката, мислам. Тој чип ќе помогне да се следи низиното мрдање. Движење? И тоа е. Добро. Ајде, Јордан. Без да повредиме при тоа. Без да се повреди секако, да се заштити слободно. Причината поради изумирањето на видот, односно неговата загрозеност, сме ние луѓето, поради нелегалното риболовење. И риболовење, и стекување на нафта во океаните, и секаков отпад. Да, се ставиле голем акцент токму на овој дел на подигнување на еколошката свест во овој проект? Наставничке? Да, секако. Секако. Ајде, Јордан, да го видиме тогаш тој фамозен проект. Значи, Убаво ова е... Ако може некој да му го држи микрофончето, за тоа убаво да може да покаже. Е така. Значи, ова е роботот, ние го викаме Роки. Значи, нашиот робот се вика Роки, како Роки Балбоа. Одлично. Ние користиме SpikePrime технологија за да го направиме и да го програмираме овој робот. Роботот е составен од хаб, каде што сите програми идат и од клик на копче се функционира роботот и мрда слободно. Користиме 4 мотори со 2 тркала и другите 2 не се за активни атачменти. Користиме пасивни атачменти, активни атачменти и пак пасивни атачменти. Ние користиме сензори за баланса, за да не се мрда многу роботот, да не се расклопи тоа. И ние почнавме со нели робот каде што не беше многу квалитетен, но го изрушивме и го направивме овој. Одлично. Браво. Може и да го видите како ради. И исто така... Може? Аха. Задржи го зборот, Меглина, да видиме како работи и роботот. Не знаев дека... Дени, дали го снимаме? Само да не падне. Добро. Браво, дечки. Ова се вие сами го направивте. Роки. Да не падне Роки. Роки се движи за да може да ги избегне сите мисии што ни се поставени на роботската маса. Аха. Одлично. Значи, од ништо вакво чудо успеа Од лего да коцки, направат. Од обични лего коцки.
Браво, уште еднаш и сега кажете ми како ви беше чувството кога ве прогласија за победници, односно за второ место во апсолутна категорија, така? Па, искрено, сите бевме многу во шок, бидејќи не го очекувавме тоа. Како што прогласуваат, ние не го слушаме нашето име, затоа бевме шокирани. Но откако не прогласија, како победници, нели, второ место сепак, ние бевме многу радосни, многу горди бевме на себе си. И знаевме дека сега после тоа, кога одиме во Грција, ќе правиме многу повеќе ќе се трудиме. Да, сакаше уште нешто да кажеш, Меѓуна? Да, во врска со роботскиот дизајн, ова е бокс робот, дизајн на бокс робот, на кој подоцна му се додаваат различни атачменти. Аха. Аксесори, си го докитуваме за се што ни треба, се што односно, треба тоа ние женски така дополнително. размислуваме, да, за дотерување, но се што ни е потребно. Браво, дечки. Што значи, следен чекор е светско првенство, шампионат, така, рековме во Грција. Што е следно тогаш? Треба некои дополнителни подготовки сега за тоа првенство или едноставно ќе се представите со ова што е? Не знам кого да прашам, кој е за ова задолжен? Може менторите да кажат ако сакат. Да, може. Менторите, повелете? Може. Си има микрофон. Не, има микрофон. Да. Што е следно? Продолжуваме каде што застанавме, односно учениците направија сосема нов модел на робот. Сега повторно со програмирање, нови програми за извршување на тие 9 мисии на роботската маса. На роботската маса се вклучени 4 до 9 мисии има, што треба да се извршат за 2,5 минути. Тоа се? Тоа е надпревар во 3 рунди, 2,5 минути точно време, каде што на определени задачи дадени од страна на учениците, роботот ги поминува сите тие 9 чекори на роботската маса. Да. Потоа, учениците се поделени, односно секој си има своја задача што треба да работи, но сите тимски работат заедно. Со тоа што дел од учениците работат на роботската маса, дел од учениците се на тој истражувачки проект, кои што многу работат и секојдневно по 4 часа после наставните часови остануваат за да може тоа да го направат. Сепак е многу прво голема работа, обемна работа, пред се како тим и како училиште и како држава имаме одговорност да се представиме пред 50 тима во Грција, па и да се закитиме со некои медал и некои пехари од тамо на тој надпревар. Покрај самиот истражувачки проект, тука се оценува и нивната тимска работа, која што самите судии во судиската соба, тоа е најголемиот труд и најголемата оценка што ја даваат судиите, каде што ги оценуваат учениците како се однесуваат помеѓу себе, каква е нивната тимска работа, каква е нивната посветеност, каква е нивната поддршка, оние основни вредности ги оценуваат ке самите ученици. Тоа носи најголеми бодови. Како се да дополнуваат еден со друг? Аха, значи никој не сме да опсуе или попреку да погледне некого. Рековте 50 на учесници, тоа значи од 50 различни земји од целиот свет ќе има. И предпоставувам има и сериозна конкуренција, некои земји кои што се веќе многу технолошки понапредни од нас. Нас ли оваа прва година, меѓутоа веројатно има и земји што неколку години веќе го работат исто. И се надпреваруваат. Добро, сега предизвикот ќе си го направи своето, уште по голем мотив, предпоставувам. Има ли некој критериум? Колкав треба да биде тимот, да речеме? Колку луѓе треба да се состои? Тоа се строго одредени правила? Тоа се правила, да, строго одредени, каде што тимот треба да брои 10 ученици и 20 официјални ментори. Аха, и сега ќе се скарате вие меѓу себе кој да не. Имате главен ментор, да речеме, така? Предпоставам дека мора да има еден. Две мора да бидат. Две мора да бидат. Так. А кај децата, кај нив како е апсолутна демократија владе или пак мора да има сепак еден предпоставен во тимот? Не. Тие работат сите тимски, ги одредуваме задачите заеднички што треба да ги сработат.
Дел се на роботската маса, дел се имаме и штандови каде што треба да си однесеме наши работи, работи од училиштето, сето она што можеме да се представиме како флаери, елаборати, што треба да ги изготвиме. Сега во овој случај треба и да сето тоа да биде на англиски јазик преведено и да бидеме подготвени. А кога ќе биде тоа? Од 2 до 5 мај. Сега. Да. Сега. Да. Затоа многу работиме. Многу сте возбудени? Да. Што очекувате наискрено? Еве да речеме, ти кажа дека ова не сте го очекувале, така? А сега веќе претпоставувам дека пораснале очекувањата, така? Па да, со тек на време ни се накачи очекувањето и искрено се осеќаме и се надеваме дека ќе добиеме сега па и прво место. Можно и тоа бидејќи сепак трошиме многу часови на вежбање, на подготовка и на такви некои задачи. Има повеќе категории во кои што ќе се наградува, се знае тоа? Или 4 категории. Да, 4 категории? А тоа се? Иновативен проект, основни вредности, роботски дизајн и роботска игра. Значи, оценуваат роботската игра на маса, го оценуваат дизајнот на роботот како е изработен, оценуваат представувањето во таа судиска соба, како се однесуваме, како се представуваме Да бидете фино и воспитали. како се работуваме како тим. Да, споменавте повторно иновативен проект. Ќе имаме друга тема сега. Тоа беше оној дел што беше со рибата во кита, а сега повторно станува рибата во кита или нешто друго имаме? Да, само што поопширно го истражуваме GPS-от и односно технологијата со која ќе го следиме незиното движење. Добро, и ве очекувам кога ќе се вратите да дојдете овде со другиот пекар. Да, со поголем пекар. За самиот крај уште да ве прашам, вака секому му јасно дека станува збор за голема работа, но еве ви да си кажете од какво значење ова за вашето училиште. Ајде, Снежана. Овој надпревар за нашето училиште е од голема историска важност, бидејќи со ова учениците добиваат една поголема одговорност за представување за следниот надпревар кој што ќе биде во Грција, една светска сцена која што сите сакаме да ја усвоиме и сето тоа ќе допринесе како бидејќи ние сме едно основно државно училиште кое што е за прв пат на ваква сцена и голема ни е гордоста и благодарноста што можеме да учествуваме. Мислам дека за прв пат воопшто основно училиште во Државно за прв Македонија, пат, не само така, да. И тоа ни представува еден поттик и за идните генерации. Така да. Најде ли ова на одек? Има ли реакции, пофалби за ова од и некои надредени инстанци, да речеме? Да ви го признаат и трудот, и талентот што го вложивте овде? Секако. Секако. Најпрво од училиштето, од менеджментот на училиштето, потоа и од општината, а и од сите вработени и од родителите. Сетиот труд што го вложите. Се надеваме денес и од нашата публика, така? Да. Ви посакувам многу голем успех, следниот пат ќе го донесете новиот, тоа нема се вика Роки, како ќе се вика сега? Исто Роки, Роки 2, одиме на Роки 2. Да. И се гледаме во мај, рековме дека ве очекувам тука повторно со нов пекар.